Па, ја и Бице сега... Пуштане, цело време. Ја и Бице имаме, тренеру, да ти кажам, една еминентна листа веќе на гости. Сум слушнал и сум гледал овакво овде. Значи, скромно може да се пофалиме дека на завидно ниво. На завидно ниво и дека клучните ракометни авторитети биле овде. Поминале. Биле и поминале. И сега ние обично одиме со гости што се актуелни, нешто во трендот, нели? Вардар, Лига на шампиони, Суперлига. Ама сега почнуваме малце да се вртиме и кон, што викаат американците, кон корените. Може овој на друг начин да се каже, кон оние што имаат значително стварување нешто што направили. Да, и влијание некое. И влијание, апсолутно. Во развојот на ракометот, некој што ставиле некој белек и има, уште и оставаат. И уште се активни. Траат. Така? Да. И сега, за да го обележиме, да речеме, овој период после светско првенство, пошто ние со Бица секогаш бараме да има некаква врска. Да. Не е случајно дека нас некој сега ни дошол наеднаш од нигде никаде некој гостин. Да има некоја случка, као да повод има за поврзница. А ја како многу добар машински инженер и студент, се со скрипти, спремно тука и ќе видиш како сум ги поврзал. Ти си педантен, но... Ете да. И значи ние вака си имаме со Бица, ја. Ова ни е втора сезона. Само ракомет подкаст. Идејата ни е колку што можеме повеќе да зборуваме за ракометот, да дадеме некој заедно со нашите гостини или да дадеме некој увид во состојбите на ракометот и ако можеме на било каков начин да испратиме некаква порака, позитивна, сугестија, совет, идеја како ракометот во Македонија да биде добар. И сега вака. Јас прво ќе ти кажам како го поврзуваме твоето име со моментот сега после светско првенство а после ќе те распрашуваме поред. Значи кога вадам статистика кои се тренери ја воделе Македонија и сега на брзина веќе ги прочитам. Ама ова во овој милениум, значи не е пред ако грешам ти ќе ме поправиш. Да, од 2000-те наваму. Од 2000-те наваму, односно ако ги земеме сениорите од 2009-та наваму. И вака ми е редоследот. Темелковски, Шундовски, Обрван 3 пати, пак Темелковски, Гонзалес, Парондо, Брестовац, Лазаров. Е сега, на ова, значи името на Темелковски најчесто се сретнува тука, ако ги додадеме и најголемите успеси на македонскиот јуниорски, младински ракомет, тогаш е врзано со името на Илија Темелковски. Да. Значи убедливо врзано со неговото. Значи убедливо. Да. И не само по број на настапи, него и ќе видиме после извадија другата таблица. Ќе извадиме и друга статистика и по остварени резултати. И мене ми е жал што ето тој показател е добар. Почнав и со сениорска репрезентација и жал ми е што не ме оставија да продолжам макар еден циклус да го истерам со сениорска репрезентација. Циклусот ми е 4 години. 4 години. За да се види стварно мојот, да не речам, ракометно знаење и да речем тактичка подготвеност за да сум имал визија да направам и подобар резултат со сениорите. Јас секогаш сум тврдел, онаа генерација што ја воде, малце трпение, тоа денеска го кажува и Кире, со овие млади. Ке доеме и до Кире после. Да, ја со една не е лажна скромност, него така се осеќа по тој период, дека можеме дури, ќе го спомнам и Шундо, што ми беше помошник, после стана прв селектор, дека можеме со тие репрезентативци на Македонија да донесеме медал од некое светско, европско, па и да отидеме на Олимписки игри. Еве сега со бројки ќе го подкрепам ова што го збориме. Значи Темелковски ја води Македонија на првото од нова ера светско првенство во 2009-та. Го скршивте мразот.
И трае 40 ракометот години. стана, јас се сеќавам на една сцена многу интересна, ракометот стана видлив. Предходно беше кометал Ѓорче Петров Така. и така некако и женската репрезентација таму 97-98 и некако ракометот беше во сенка на сите други спортови. Ќе те коригирам. Женска репрезентација со таа генерација на женска репрезентација која што имаше многу странкињи со двојно државјанство. Украинки и руси кои што помогнаа да речеме бидеме седми на светско светско првенство. првенство. Неспорно, не беше тоа само македонски играчи, а зборам за машка репрезентација која што беше исклучиво од македонски играчи. Во претходно поминувале, еве ќе го спомнам еден Новокмет, ќе го спомнам кој беа таму исто Николич, Овој Шандор голманот Ходик. Ходик. имаше играчи кои што имаа македонски пасоши, а беа Мајцев, од друга држава. Мислам Мајце дека не заигра. Не, Он доби македонски пасош. ама не заигра. Не заигра, беше во некој комбинација, па еден тогаш се појави Турченко исто, да, македонски Игор пасош Турченко. од Богданци. Од Богданци. Така да имаше тогаш странци, али рековме онака дека ќе правиме македонска репрезентација исклучиво со македонски играчи, не сакаме странци да земаат двојно државјанство. Тоа ме потсети за женската репрезентација. Неспорно, тоа се пишува дека е Македонија. Македонија, така е. Така се бележи во историја. Така Еве се сега само вака ќе набрам. Значи 2009 на светско првенство се крши мразот, селектор Темелковски, Македонија 11. да. Фантастичен резултат. Мои другари кумашини од Кумарово ми се јавував на телефон и викаат гледамо рукомет. Да. Никогаш поране не гледале. А, не знаеш. Село Кумарово вика рукомет гледа. Да. Еве 2009. Следи 2012 вашиот помошник Шундовски ја води Македонија, историско пето место. 2013 ги мешам се, едното е светско, едното европско. 2013 светско, Шундовски 14 место. Шпанија. 2014 Обрван ја презема Македонија 10-то, 2015 Обрван 9-то, 2016 Обрван 11-то, значи 3 циклуси, потоа пак доаѓате вие 2017 Да. Темелковски, не знам дали Шундовски беше во стручниот Не. штаб, не. И после се менуваат повторно Раул странци, Гонзалес. значи Гонзалес, Парондо и од 2020 пак се вртиме кон Парондо не бил селектор на македонските македонски. селектори. Не, Парондо не. Не бил Парондо, селектор, мене ми беше помошник на светско првенство во Алжир 2017. 17-та? Да. Чекај сега кај го ископав ова кај гришката да ја најдам. Ќе ја најдам. На он беше 2019-та Он беше И стои па тренер на на Маке Вардар, проверено, да. жени, Вардар мажи и со репрезентација има работено како помошник на Раул Гонзалес во А селекција, како помошник негов во А селекција и како беате стручен штаб со мене Ице Соколовски, директор беше Чакаревски, по притисок, иницијатива, по молби на Раул Гонзалес да дојде да го уклучиме во тој стручен штаб со намера дека нема многу да се меша, ќе помага колку што може во однос на тој статистички дел и така натаму. Затоа што он имаше обврски уште со Татабања, играше за Татабања и го прифативме. И неспорно, мислам дека и он имаше некој удел во тој резултат што се направи на светско првенство. Дали може после толку години да кажеме, еве јас да речам као некои две констатации со Бице го ги работиме тие теми, дека моментот на странски селектор или домашен не излезе некако вагата во корист да или не. И вториот момент за кој што дискутираме, а кој што е актуелен сега после ова светско првенство, а и ти сега еве го спомна, ја и Иле на ти смеси, пошто се знаеме со години. одамна и по друга тема ние, не по ракомет се запознавме по коли, ама така ни оди муабетот и затоа сме на ти, па ми се меша некојаш вие ти. И вториот момент, што го спомна Иле, а тоа е циклусот. Значи, еве во овој брифинг што го извадив, нема ни еден тренер кој што истерал циклусот 4 години. Не. Ај првото прашање прво. Селектор македонец, селектор странец.
Па не знам од каде да почнем. У секој случај, не сум ја за селектор странец. Има многу држави, земји во Европа и надвор од Европа што си имаат странци селектори. Повеќето тоа е видливо кај арапскиве земји и Се скандинавскиве се измеша скроз. Истокот. Превладуваат во секој случај шпански тренери и селектори. Јас сум повеќе за наши домашни, затоа што преку тоа едно ќе почнем од карактерот и менталитетот на играчите. Многу подобро го познаваме неговие, а што е многу важно во ракометна игра. Потоа селектор странец, ако веќе биде, он мора да биде и присутен во Македонија преку цел период, а не да живее надвор од Македонија и да доаѓа 5 дена пред некој важен надпревар или квалификации да ја води репрезентација. Мислам, кога би бил странец селектор, еве, као Раул Гонзалес, беше овде, као Лино Червар, беше овде, ги знае приликите, го прати македонскиот ракомет секојдневно по 24 часа и може да се огледа некои работи кои ќе видат од корис. Дали ми е место Парондо Червар таа година? Која? И па еве, каде сум запишал 2019 Парондо. Не. Лино Червар се замина како селектор 2018. 2018. Не остои на пола квалификација. А тој не носеше на европско или светско? Не однесе на светско. Беше, таму беше. Сега зборавме со голмани беше бе изненадување. Да, Трајковски и Колев. А ја му бев помошник. Која година е тоа? 2017. И 18-та заврши или си? Да, си. 18-та понуди е селектор. 2017-та стои дека ти си селектор. Тука е грешката. Јас сум тренер. Тука е грешката. Значи 2017-та е Червар, а Иле Темелковски е тренер. Да. Ете. Ги поминавме квалификациите, игравме бараш со Лино Червар со Чекословачка, со Чешка. 2016 јуни месец и се пласиравме преку Чешка на светско првенство во Франција, каде што бевме во група во градот Мец. Таа година трае и квалификациите за европското првенство, кое што требаше да се игра не знам во Австрија или каде беше, не битно. Тогаш Лино си отиде на сред квалификација. На сред квалификација си отиде Лино. Побегулја, или го викавме ние. Побегулја. И нормално наредниот селектор што дојде, тоа беше Раул Гонзалес, си донесе свој стручен штаб и јас се тргнав од стручниот штаб заедно со Лино. 2018 Хрватска. Првенството. Хрватска? Да, Раул, еве го запишам си. Раул помошник Парондо. Да. Помошник 2018. Раул беше и 2019. Така е. 2019. Да, а се води, тука има, значи, при регистрирањето селектор, тренер, тука е... И на негово место, после Раул, доаѓа Брестовец. Брестовец почна како селектор на младинска селекција и на кадетска. После полека ќе дојме до тоа. Да, па после го именува за селектор на репрезентација, се сеќавам на една изјава на Кире, после победата у квалификации над Исланд, во Исланд, дека е тоа победа и игра, што ја трасирал Раул, не сакаше после се извини, не мислев да го навредам селекторот со ова, сепак он беше селектор, а играта беше останата како последица на работата на Раул Гонзалес. Значи, по прво прашање странец домаќин, тука некаде сме блиску, и ние си ја тераме таа тезата. Овој, кога доби поголема плата, со сиот, нели, респект за тоа што го направи за македонскиот ракомет во Вардар, зборам за Гонзалес,
Ел командант. Ел команданте капитулира. Овој другиот Лино исто со сиот респект што го Да. направи за македонскиот ракомет. Капитулиравме. Избега, после експеримент правил, значи некако испаднаа малце, да речем, Па истото беше и со Обрван, само што можеби не избега сам. со Обрван беше па друг момент, тоа што го кажа Иле. Значи, соблекувалната познавање на менталитетот, почитување тогаш не работеше на на одредени терен, играчи, нели? Да, ние неколку пати, не се сеќавам сега, еднаш, два пати по твоја евиденција и 3 големи надпреварувања поминал Обрван, он не водеше екипа од Македонија. Не живееше во Македонија. Он живееше во Хрватска и доаѓаше само кога има некоја акција. По таа логика, кој што изјавата на Кире, може да кажеме дека Обрван ги собрал плодовите од вашата работа. Темелковски, Шундовски. Па така е. Така. Така е, може да Пошо- име здрава, квалитетна изработена. генерација. Екипата е таа. Ги броевме ја и бице кои се играат. Сега, тоа е малце овакво. Тоа важи и за мен. Ега, може би рипам работи. Ја направив изворен резултат на светско првенство во Алжир 600 место. Чек, не го кажувате, тоа. После Не. имаме друга точка на Рипам, дневен ред. Рипам, Да. рипам. Стоп. Ќе се Реков вратиме, дека да. рипам. Она, се надобратам само за Обрван. Не се сеќавам на некои светски и европски првенства, ние административно, имајќи резултат као у група, по некоја математика, дојдовме до некое 9-10 место, Девет. а не разигрувавме за пласман. Да. Девето место. А, Административно. Тогаш- Тоа е најдобриот пласман всушност на светско на Македонија. тогаш би било можда некоја друга ситуација. ова. Да. А, И помалку надпревари се игра. Например, Да, сега немаше со Пица го разигрување. анализиравме 2009-та, кога тие водеше Македонија, стиграли 11 надпревари. Значи Тоа си играше секој ден. Секој ден Немаше надпревари. пауза во група. Денес играш со Алжир, утре играш со Тунис, Затоа преку со Русија. утре играш со Германија, па после Германија играш одма со Полска, па играш со Русија. 11 надпревари. Немаше И ден всушност- одмор. И таму го прави Кире рекордот. Да. Така, Да, беше не може да се 9, достигне. 11 надпревари. како најдобар стрелец. Да. И се сеќавам, поедини играчи имаа симнато на тоа светско првенство, кој 4 кила, кој 5 кила, Кире Лазаров имаше симнато 7 кила на тоа светско првенство. Да, Така. да се надокнува. Од напор, напор. од преголем напор. И до тој напор ние можеби ќе направиме уште подобар резултат кога се префрливме во Задар во вториот круг. Првата утакмица со Норвешка ни се повредија Науче Мојсовски у прво полувреме, скрши палец и Алушевски скрши 2 ребра. Замор на материјал. А со сите во вториот круг репрезентации што игравме, 3 утакмици игравме. Норвешка, Данска и Србија. Првото полувреме со сите 3 репрезентации завршуваше во наша полза. Дури против Србија имавме прво полувреме резултат 12-6 за Македонија. И од толку што бевме потрошени и имавме евидентно танка група, Ама, извини, тогаш ростерот не беше 16 играчи. 14. 14 играчи се тогаш, 14 од играчи кои беа. 2 голмани. Да. Така? Да, Имаш 12. 12 играчи, двајца повредени, тоа се 10. 10 играчи. Имаш 3 измени. И ти, Двајца што нема да да, излетуваат. и ти го Така. издржуваш првото полувреме, со една Данска, со една Норвешка, со една Србија, за потоа физички да паднеш во вториот дел, кај што попушта одбраната, концентрацијата во напад ја немаш кој што е имал и таа свежина и полека те стигаат и те победуваат на крај. Ето, тоа беше причината, можеби ние пренесовме 2 бода во вториот дел против Полска, од Полска, што ја победивме, пренесовме 2 бода. Ни требаа 2 утакмици да победиме во тој втор круг, ние ќе игравме полуфинале Да, ќе беше у Хрватска полуфинал. со 6 бода. Полска пренесе ни 1 бод, 3 победи ги имаше во вториот круг, со 6 бода играше полуфинале во Хрватска. Кој беше прв у таа група? Данска тогаш мислам. Или Норвешка? Норвеш. Данска. 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 Тој мислам дека ние имавме една победа над Норвешка таму или не? Немавме, загубивме. Ај сега вака се вратиме малку поназад. Пред не знам колку има месец или два бевме со Бице на една интересна промоција на
една книга и таму се сретнавме. Скопскиот клуб Пролет издаде монографија и таму едно од неизбежните имиња беше и Лете Милковски. Ај моца кажи ни сега за твој период, Зоки Михајлов. Да. Иле да ни кажеш за твојот период играчки пред да настапи. Залича за Епте, нели? Јас сум на некој начин можело да биде повеќе и подобро, задоволен од таа моја играчка кариера и од, па може да кажам и од тренерска кариера. Имам некои резултати запишени што ќе останат веки веков, додека да не речам и ќе се игра и понатаму ракомет. Како се почнуваше ракомет во твое време? Сега имаш школи, одиш го запишуваш малиот или малата и за 2-3 години ги носиш уствари цело време и ќе ти кажат или ќе го биде или не. Тогаш како се почнуваше ракомет? Пошто ај фудбал знаеме, нели? Тогаш се почињаше исто по школи. По школите имаше драмска секција, литературна секција. Ама не такви школи, сега со оние... Не, ќе дојдеме до таму. Ќе дојдеме до таму. Гимнастичка секција, ракометна секција, одбекарска секција и литературна. По сите школи. Драмска. По сите школи. Ние имавме во тоа време, ја кога учев основно училиште, ракометна секција и ја во моето училиште 11 октомври бев во таа ракометна секција и тренирав ракомет. Во пролеќе. Игравме турнири по школи. Се организираа турнири. И се организира надпревари на државно ниво, кај што, да речеме, учествува екипи ракометни од и други републики на ниво на основно училиште. Тоа беше голем придонес за да... Која година било? Тоа беше вака. Кои години, да речем, пошто сигурно не било. Да. 65-та, 66-та, тие години. 65-та, 66-та. Јас сум бил тогаш 7-мо, па и 8-мо деление. И после одма во Пролет? И 11 октомври школото, можда така и на други места било, сигурно, се наоѓа во населбата Пролет. Одредени луѓе, што беа на некој начин во управа на тимота и играчи од Пролет, ги гледаа надпреварите школски наши и ова е добро дете, ова е талентирано дете, ова е добро дете, заврши 8-мо деление, ти, кој ќе завршиш 8-мо деление, ќе дојдеш во Пролет. Да тренираш во Пролет. И тогаш немало Немаш пионерска во клубовите. Рамно да се Звездала немало одма се одело во прва екипа. Да, во екипа. Да, немаш пионери, нема кадети. пионери, кадети, младенци, па да ги поминеш тие категории. 14-15 Тоа го имаше, у школа. тоа го имаше на ниво на република и на ниво на држава. Али клубски не постоеше. И ја завршувам 8-мо деление, на 13-14 години се регистрирам за РКП. И почнеш. Тогаш условите беа многу за разлика од денешниве. Тоа е не може да се спореди. Надвор игравте? Се тренираше надвор, се играше надвор. Јас сум бил на такво Имаше. или на игралиштето на југ, дека таму живеев јас во Мичуре и со татко ни за ракомет, ја не знам што е тоа. И доле на бетон, скока, се кршала одрани. 70-тите години. Може и тебе сум те гледал. 77-ма, 78-ма. Сигурно си ме гледала, ама си На бетонското, доле. заборавил некои работи. Герфлор Не. Така да ја така почнем во Пролет. Надвор, тогаш, за разлика од денеска, у проценти ќе кажам, 70% беше талент, а 30% беше работа. Тренинг. Затоа што имавме 2 до 3 тренинга неделно. Денеска е обратна ситуација. 30% е талент, 70-80% е работа, затоа што се тренира секој ден, се тренира 2 пати дневно, условите се добри,
има храна, теретани, ќе справи, нутриционист. ликвидити, Еве, сега тренерите и се многу спорт- по-едуцирани него што биле Спортски тогаш. психолог имаме. Психолог, доктор, масер и така натаму. Тогаш било Истиот све. боси сме биле. И Боси. тренери, доктори. Бос. И у тоа време, 67, 68, и да дојдеш, си ги заборил патиките дома, Ти играш со? играш бос, ќе трчаш бос. И наредниот ден од асфалтот ќе добиеш Ѓон. пускавци. И нема да тренираш 3-4 дена, додека дојде наредниот тренинг и така да ќе заздравиш. Колку време остана во пролет? Ја почнав во пролет тие години, 66-та, 67-та, и останав 10 години. Многу брзо се развива тој пролет. Дури таква ни беше населбата, ние покрај тоа што имавме 3 тренинга неделно, ние трениравме и преку ден од Савајата. Ќе се собереме другари од населба, игравме Викторија на еден гол, гледавме телевизија, тогашни екипи од југословенските простори, прави финта лево, прави финта десно, па ги повторувавме индивидуално. За Струга има и сами таква учевме. приказна дека единствен град во Југославија кај што децата не играле фудбал после часови, него играле ракомет. Ти во пролет така беше? Така беше. За Струга има таа приказна. Така Кога беше. дошле некои гледат, што играат овие? Зашто не играат фудбал? Како ракомет играат? Во населба пролет само се играше ракомет. Тук тамо на некоја бандера ќе видиш кош и се играше баскет 2 на 2, 3 на 3. И се игра игралиште, цела населба беше на игралиште. Не пратеа сите. И втора работа што надвор од спортот се играше карти и фанта во тоа време во населба пролет. Иначе беше една изворена населба и денеска. Само што многу млади се иселија, остана повеќе Знаеш што е тажно пензионерска сега? населба. Иле, што е тажно? Нема сала за ракомет пролет. Освен оваа на Тинек, Школска. Да. школска нема друга сала. Да, да. Ние секојаш бевме кираџи, додека не направи оваа стала во населба во 11 октомври. Трениравме во автокоманда, трениравме во Кале, исто така. не знам, на други места, секаде Аеродром не нема сала, пркале. аеродром нема сала. аеродром немаше 1000 народ. Да. Така да се вратам на тоа. Ја во пролет многу брзо напредував. На која позиција играш иле? Играв на позиција десно крило. Физички не бев баш во тоа време, мада не можев да играм и на позиција десен бек, ама некако мислев дека највеќе ќе дадам и ќе се развивам како десно крило со моја конституција. Така да ја како десно крило од пролет на 19 години влегов и во југословенска репрезентација младинска. Имаше еден изборен турнир меѓу републики игравме. Ја бев прогласен за најbolji стрелец. Дадов некаде, не знам, околу 30 на гола за вкупно 4 надпревара, значи у просек 7-8 гола по надпревар. И тогашниот селектор, толку години беше селектор на југословенска репрезентација Иван Сној, мене и Иванчо Јовановски не зеде во Ванчо Гома. да, во список и настави во репрезентација на Југославија младинска. Освоивме Балканско првенство, освоивме турнир Карпати у Руманија. Беше една солидна генерација на тие играчи, ама ја повторно се вратив од младинска селекција во пролет. Имав доста понуди во тоа време кој играв за млада репрезентација, ќе набројам само едни екипи од Дубочит, Црвена звезда, се тоа беа прволигашки екипи од поранешна Југославија, Желенчар Сарајево, Црвенка, ама не заминав. Мислејќи дека со пролет ќе стигнеме до едно ниво кое што го има и тие екипи, ќе Зимавте влеземе во плата тогаш прва во пролет? југословенска лига. Зимавте плата во пролет? Не. Зимавме нешто символично, као награда. Не беше платни спискови, тој толку, него некои награди. Одигравте добро овие две утакмици, ќе ве наградиме по напамет зборам 1000 динари. Али главно што добивавме
од клубот беше чај, лимон и некоја шеќерче. За заблажиење. Не, дека денеска многу се битни договорите, нели? Друго, не. Ќе направиме после пауза, по вториот дел ќе збориме малку за тоа. Тоа беше Да, наградата. не треба да го. Во Уште едно прашање, значи после пролет кои клубови беа до затварање на играчката кариера, па ќе направиме пауза за кафе чај, па ќе продолжиме после пролет. После пролет нормално. Ја мислам дека многу од овие републики поранешни од Југославија ме познава као играч и за тоа што пролет играше видна улога во втора Југословенска лига. Игравме со српски екипи, црногорски екипи, косовски екипи и екипи од Војводина. Која друга екипа од Македонија беше тогаш во таа лига? Тогаш беше Тиквеш од Кавадарци, Партизан од Јевгелија, Вардар Пелистер? после тоа се уклучија Вардар и Пелистер. Да. Игравме во таа втора Југословенска лига и бевме на сам праг да влеземе во прва Југословенска лига. Еднаш влезе Партизан Београд, бевме близко, беше голема конкуренција. Вториот пат влезе Борас Урошевец, кој што имаше ракометари и од поранешни републики од Југославија, од Босна, од Хрватска, Меѓународен ростер. меѓународен ростер, и третата година влезе Вардар од Скопје во прва Југословенска лига. Тоа беше 1976 година. Ја тогаш ме пустив во пролет. Требаше да заминам во Вардар, па да ви кажам, кога отидов со Вардар, сакав да играм во прва Југословенска лига. Отидов во Вардар, отидовме на турнир во Полска. На припреми, во пролет на селвата изби револуција. Или отишол во Вардар? Икич отишол во Вардар. Проблем. Ѓубре, вако, тако, како не му е страм. Најголем душман е Вардар, он отишол во Вардар. У сандуче наоѓав по 50 писма од навијачи. Готов. Све со мили тонови. Тоа беше притисок невиден. Не можев тоа да го издржам. Се вратив назад во пролет. Повторно. Притисок си ја превис. Да. За наредната година, 77 без проблем, дека више од пролет пробавме неколку години, не успеавме. Се виде дека мада од тогашен пролет некои играчи заминаа во Вардар, ослабе пролет и ја Попушти притисокот. Да, попушти притисокот и без проблем ја тоа година 77 заменав за Железничар Ниш. Каде што имав една изборадна кариера, така ќе ја речем, мада не останав многу, 2 години останав само во Железничар Ниш. Освоивме Куп на Југославија, освоивме 4-то место во Југословенско првенство и игравме финале, тогаш во Европа се викаше Куп Купова. Да, куп на освојувачи На на купови. финале. Да. Игравме финале со Гумердов во Дортмунд, загубивме 15-13. Сега, као сега се сеќам, можда беше хендикеп што уште во 10-та минута на почеток на надпреварот Драгослав Павлович, играч од Ниш, а играше и долги години во Лесковац, другочица, удри со лакт еден играч на германски ве, доби црвен картон, директна дисквалификација, ние 50 минути игравме со играч помалку. Леле, Без правило. Нема враќање. Без право на замена. Замена. Ау. Со 5 Ево, играчи, нисум го знаел дека со постои. 5 играчи игравме цела И утакмица. 15-13. И 15-13 заврши. Бевме близко, ама сепак игравме пред Играч помалку, Дортмунд, човек. пред 15.000 публика. Тогаш бранеше за Железничар Ниш, беше селектор, легенда на југословенски рукомет, Тута Живковиќ. Он бранеше, играше Грубич, играше друг Живковиќ, играше Костич, играше Павлович, уште еден Павлович, играше Боби Гроздановиќ, и ја играв, Јошка Петковиќ играше. И Познато е. освоивме
за Беше второ и место. тој работеше во Македонија. Да, второ место го освоивме. Уште една година изиграв во Женича Ниш, оттаму отидов во војска. Имав една силна повреда на левото рамо. 3 години ја не можев да шутнам топка. За да го одморам рамото и да се излечам, отидов во војска. Се вратив од војска и повторно имам проблеми со рамото. Големи третмани ми правеа, ме носеа во Београд, ме носеа каде не, само да заздравам. Требаше време. И реков, ја не можем више овде да издржам, се враќам назад во Македонија, да го искористам она моје име и презиме што го имам, се оженив, да најдам некоја работа и ќе играм за некој од овие клубови, работнички, Вардар. И така и направив. Така и направив некаде 81 година, 80-та потпишав за работнички, кој што во тогашен работнички имавме одлична генерација на играчи и повторно бевме близко да влеземе во прва југословенска лига. Наместо нас, ние завршивме како втори, влезе Трепча од Косовска Митровица. Со наши тогашни играчи, Макичи, Тупела, Вокри. Да. Прекази. Тие стапки уште пола чекор фалеа и таа моја повреда што ја добив во Ниш, мислам дека да не беше повредата. Тута Живковиќ стана селектор на југословенска репрезентација, мислам дека ќе имав со мој талент и квалитет сигурно до 50 превари во А селекција на Југославија. И уште еден податок, се сеќавам тогаш под негово водство на Тута Живковиќ, ја тогаш играв за Италија, во една италијанска екипа, 85-та година во Швајцарија, Југославија стана светски првак со Тута Живковиќ, тогаш на репрезентација, ќе набројам еден Марковање, еден Кузмановски, еден Губич, еден Бујовиќ. Металопластик. Да. Као што една споредба ќе направам, тогаш кога бележевме добри резултати со македонска репрезентација, репрезентативците ги даваше Металург, со по некои 2-3 од други клуби. Така беше случај со Југославија. 70-80% играчи беа од металопластика и тук таму некој, 1-2 од Хрватска, 1-2 од Босна, 1-2 немаше други. Металопластика беше српска екипа. И евентуално од Звезда, тогаш Звезда силна доста, овако, Црвена Звезда, еден играч, сеќам на Ненадич, на овие некои поквалитетни југословенски играчи, кои што сепак и тие допринесоа да Југославија стане 85-та година светски првак. Сега ќе направиме ово за се освежиме и одиме после на ракометната кариера. На тренерската. Завршуваме со твојата играчка кариера и сега многу е интересен моментот кога се одлучува човек, играч, спортиста, еве имаме сега тема нели со Кирил Лазаров, да се врати да остане, ама да се одлучи да биде тренер. Во кој момент се одлучи ти да бидеш тренер? Или како тоа само се случува, да? Те покане некој, ти даде шанса, ти отвори пат, што се вика, или? Во Италија заврши играчката кариера или? Не. Во Италија отидов на 32 години. Во тогашна Југославија до 28 не смееш да одиш, така беше? Да, до 28 години не смееш да ја напуштиш Југославија и да одиш во странство да играш во било кој спорт. Фудбал, одбека, ракомет, кошарка. Значи мора да имаш полни 28. Златко и Зоран Вујовиќ на роден денот отидоа. Полни 28. Јас се сеќам на 29 години отидов на пробна утакмица во Шпанија преку Хасан Ефендич од Босна, селектор и тренер. Овакво, работеше долго години во Германија, во Глуменсбак и промени многу екипи. На пробна утакмица за екипа Тека од Сантандер. Познато. Да. Таа година, мислам, бев на пола да потпишам и да не потпишам договор со нив. Таа година во Тека Сантандер дојде и Талат Душебаев да игра. Овакво, играше Пета Гагич од Босна, имаа право на неколку странци, не знам, 4 или 5 странци да играат во шпанско првенство. Одиграв 50-50 и добро и
и не добро, затоа што тој беше летен период, не бев доволно спремен. Бара да подпишем договор на 2 години, ја добив од работа само 1 година, они не сака 1 година, сака 2 години. Вика, тоа е принцип у Шпанија, најмалку 2, па понатака да после 2 години се договараш. Бев наредната година во Комерзано, тоа е на југ на Италија. Одиграв добра пробна утакмица, испадна дека сум многу скап играч, а тоа скап играч после го разбрав дека мојот менаџер ја качил 2 пати цената повисока за да стави пари у джеп. Тоа беше причината. Да, скап сум бил. Добро. И третата година отидов на север Италија, добив позив во Болцано. Без проблеми поминав, игравме една пробна утакмица. Изиграв одлично, 16 гола дав и се знаеше дека ќе поминам. И бара да подпишам договор и играјќи се од тие Конверзано, што претходно бев на проблем утакмица, разбрав дека менаџерот ја кренал 2 пати цената повисока и затоа не помина. Скромни беа примањата, во тоа време немаше многу. А лигата каква беше? Лигата беше полоша од Македонска лига. Да? И втора работа што мене многу ми печеше тоа и не се докажа баш како што требаше. Во секоја екипа максимално можеше да игра само еден странец. И ја ќе изиграм 10 минути, ќе давам 5 гола и ќе ми стават властери и цело време 7 на центар, овие играат 5 на 5. Тоа беше секоја утакмица така. Мада во тоа време игра доста квалитетни играчи од Југославија. Ќе набројам само овие повозрастни се сеќаваат на еден Кривокапич, на еден Јурина, Нимш голманот на Желеничар Сараево, еден Бидаковиќ, се сеќаваат на еден Зовко, беше и селектор, вакво играше лево крило, и многу други југословенски играчи, а ние како македонци, далеку од југословенскиот ракомет, бевме недопирливи да можеш да направиш ангажман во една Австрија, Франција, Шпанија и Германија. Сите места ги пополнува срби, босанци, хрвати, словенци. И денеска е така? И денеска е така. Колку имаме ние играчи во Европа? Не, 4. Имаме еден во Швајцарија, имаме еден во Германија, имаме еден во Австрија, што игра уште. Двајца во Шпанија и Шпанија. Еден во Португалија. Толку се. Тоа е на прст на една рака да ги изброиш. Замисли колку словенци играат во Европа. Колку хрвати играат во Европа. Колку срби. Па српска репрезентација се оставена, сведоци сме на сегашното светско првенство. Само играчи што играат во странство. Ај сега вака, ти како стануваш тренер? Тоа ми е мене битно за да отидеме до оваа точка 2000-та година. И тука се спореска по телефон, се договоривме нешто ми кажа. Ја играчката кариера после Италија заврши во Вардар. Врти случај пак Вардар. Да, Вардар, овакво. После Италија. Затоа што од Вардар отидов во Италија, од Италија се вратив во Вардар. И се шушка муабети, готовише, Темелковски истрашен, и реков, прв пат кој ќе чуjem од трибини, пензионер оди си дома да остае више, ја завршив со мојата кариера на 36 години. Мада може уште да играм. Реков, ајде да се пробам во бизнис. Отворив текстилни 2 продавници и викам, немам време да се занимавам со ракомета и нема нешто мотив повеќе. Играње во Македонска лига и меѓурепубличка, Косово, Македонија и Црна Гора. Тоа беше меѓурепубличка, не беше нитора лига. Да, подсојуз. И викам, заврши. А во меѓувреме, додека завршив кариера во Вардар, тогаш беше тренер Ристо Трпчевски. Јас завршив во Вардар кариера и му станав помошник на Ристо Трпчевски. Значи, почетоците ми беа во Вардар. Едно време дојде ситуација да Ристо Трпчевски се тргна од Вардар, дури во таа меѓурепубличка лига стана ми тренер на Вардар, заедно со
Горан Лозановски и Ќумбе Ивановски, Кире Ивановски. Која година е тоа или? Тоа е 87 година. Уште сме Југославија. Да, Така. уште сме Југославија. Да. И тераше после во Вардар? Терав тренер? еден известен период, 4 години во Вардар. Од Вардар веќе немаше ни тамо не знам, Вардар живееше и се чекаше момент кога ќе прерасне во нешто Посериозно. посериозно. Ево, муѓе време се тргнав од Вардар, се формираше еден нов клуб, сегашен Бутел што е, тогаш се викаше заради спонзорство ПТТ Градски телефон. Градски телефон. Финансирани бевме од тогашниот директор на таа како гранка на Телеком, од Нино, како се презиваше заборев, беше директор на Градски телефон и 2 години бев во Бутел, дури игравме и плей-оф за куп на Прв тренер? прв тренер, да, поминав таму 2-3 години, престана Телеком да го финансира клубот и нормално замре. Да, после многу години се обнови во сегашен Бутел. Како нов субјект на... Значи Кики Грчевски има добра карма, ако Иле бил тренер на ПТТ, па после селектор на Македонија, Кики нека му ја мисли. Ќе му пуштиме да... Може и тоа да го Чекај него И сега како доаѓаме, само се скокнеме тука неколку години, Македонија се формира, селекции, Чаве Атанасовски е меѓу првите. Дали ти учествуваш тука? За да дојдеме до оваа 2000-та. Знаеш на што мислам? Не. Ја после петата, тоа беа години 92-93, имав малку пауза да дојде у ситуација пролет, тука некаде тие години 96-97, да згасне како ракометен клуб. Сосема. Немаше од никаде финанси, никој не даваше. Немаше ни за чај. Немаше спонзори, да. И дојдовме на идеја, оние пролеќанци, ќе ги кажам, што во тоа време бевме меѓу врвот на македонски ракомет и тогаш на втора Југословенска лига, да се нафатиме, да го задржиме клубот и повторно да пробаме да го кренеме горе. Нешто ентузијастички, нешто и финансиски. Застанавме како тренери ја и Здравковски. Во меѓувреме се менја раководството на РФМ. Доаѓа Душко Кадиевски како председател, а си оди Вања Бојков. Тоа беа 99-2000 година. Го кренавме пролет од растурање во 2000 година пролет влезе во Супер Македонска лига. Да. Имавме одлична екипа, само ќе набројам некои од тие играчи што играи за македонска репрезентација и еден Кимевски на гол. Играше Бранче Ангеловски. Играше тогаш од пролет Бранче Ангеловски за мене за Загреб. Играше Лазе Мајнов. Другари бе. Играше Горијан Анастасовски, што ќе го спомнеме во таа селекција 2000 година младица. Доаѓаме тука. Да, ќе дојде на ред. Играше еден Гого Јовановски од Металург пред дека нас. После Гого Јовчев. Не. Така да, имавме една сериозна екипа, кај што сериозен беше Вардар, сериозен беше Пелистер, имаш и странци во тие екипи, сериозен беше еден Богданци, кој што имаш исто. Млаз беше тогаш? Млаз Богданци беше? Млаз Богданци. Да. Кој беа други? Приле беше Тутунски комбинат. Исто, една јака македонска лига. И во тој момент ти стануваш селектор. Во тој момент не е игра на случајност, не е дека сум немал квалитети или па
по По врски. врски за тоа што раководството на РПМ беше од проглед. Аха. Душко Кадиевски, Маријан Добро. Огнеровски и Ве познавале како Да. работите? да, Така. ни дадоа доверба. Драги Здравковски стана селектор на македонска репрезентација. И гледа што се Ангор. случува. Ја му бев помошник и ме ставија селектор на младинска селекција. И сега јас да кажам, може? Што се случува? 2000 година младинско првенство во Атина, Македонија 9. Да. 2002 младинско првенство во Полска, Македонија 4. Да. Два пати играме за медаљи. Сега и тука има една книга напишана еден друг. Да, Марко Миркуловски. Миркуловски има таткото напишано книга, многу на интересно Филип е тој момент. Миркуловски. Да, Да, има напишана една приказна, јас не успеав да ја прочитам. Сите тие селекции, што ги спомна, 2000-та во Атина и 2002 во Полска. во Полска, беа костурот на репрезентација. Сега, доаѓаме сега до тачдаунот, што ви рекли. Да. А и оваа 2000-та не, 2002 јас не успеав на интернет да најдам селекцијата, ама ти ми рече ја памтам. Ја памтам и 2002, ја памтам и 2000-та година. Кажувајќи. А, И ќе доеме до после и 2000-та година ја работев од 99-та, ги зедов младинците, а работев истовремено и како помошник во репрезентација со Драги Заревковски. Видов дека има страшен потенцијал во таа младинска селекција. Изборивме квалификации за да се пласираме на тоа европско првенство. Бевме домаќини во Охрид, кај што учествуваше Чешка, пази ги се противници. Многу се интересни. Чешка со еден Јиха, овакво, кој што знаеме кој е Јих и кај играше и сега е И тренер што уште важи. на Кил, Да. овакво, играше за Кил, за Барселона и така натаму. Тоа е едно големо име во европскиот и светскиот ракомет. Во група ни беа Германија, со еден Хансен, кој што играше за Хамбург и за германска репрезентација, кој што остави карактеристичен по тоа, Фризурата, да. фризурата негова шатирана, голем печат во германски, европски Другите. Да. да. Кречмарен понизок као Кречмарен, по... да. А овој е као ирокези фризура. И Јенсен, Хансен. 2 метра висок, Да. овакво. И беше во група Литванија. Ние играме, ова е многу интересно. Играме со Чешка ја победуваме, играме со Литванија ја победуваме, исто и Германија ги победи двете надпревари и последен надпревар кој иде на светско, кој ќе победи, нас ни одговараше нерешно со германците. Овако. Они беа сигурни дека одат на европско На првенство. европско, да, не светско. И дури цел надпревар ни водеа. Задни 4 минути германците водеа 3 разлик. Немаше друго решение, ја излегов пресинг. Овие германци бе брза во тој пресинг да дадат гол. 3 напада промашија од тој пресинг. Ние трите напада ги реализиравме и додавме некаде егал. 24-24. Сгрешив. Само победа не носеше на европско првенство. Четвртиот напад повторно го промашуваат германците, остануваат уште 10 секунди, ние правиме полуконтра, ни прават фаул на 9 метра негде 10, 3-4 секунди пред крај. И сега, што да направиме? Што да направиме? Сите мислеа дека Кирил Лазаров ќе шутне. Полека го откриваме се и ростерот. Застана на 9 метра 3 или 4. Стопирано беше времето? Стопирано времето, 4 секунди до 4 крај. секунди. Има значи две додавања преку сила. Едно-две додавања. Преку сила. И се чекаше шут на Кирил Лазаров. Сите бе убедени во тоа, немаше кој друг да го заврши тој напад 4 секунди пред крај. Му е потфрлаат на Кирил Лазаров. Кирил Лазаров му дават му прави цепелин на левото наше крило. Горијан Анастасовски, играч на Борец Велес. Му ја фрла, а после тоа предил промат. Му ја фрла цепелин
дечко секунда пред крај го дава голот и ние одиме на европско Пази кого елиминираат, саѓаш? Германија, не можевме да ги избркаме од сала саат време. Седеа на центар и околу центар, Плачеа. со главите доле, кој плаче, кој не можеа да се освестат. Германци. И ние одидовме по германски сте ги тепали. Да, на европско првенство. Имавме одлична генерација. Ајде, Кажувај. Тоа беше репрезентација која што 90% од тие играчи беа и столб на репутација на Македонија, кој што многу допринесува и да го скршиме тој мраз 2009 во Хрватска. На десно крило играше Темелков. Број, сега, број. Значи збориме за 2000, 2001, 2002, тие години. тие години. Али сега конкретно за 2000-та. Сега збориме 2000-та, добро, после 2002. Заврши Добро. Европско првенство, освоивме 9-то место, за 9-то и 10-то игравме против Норвешка и победивме. Тука е победа над Норвешка, пошто ми се измеша таму. Да. Пази, Норвешка. Десно крило играше Темелков. Заедно со Лазар Мајн на десно крило. Десен бек играше Кирил Лазаров, негова замена беше Владко Митков. На среден играше Наумче Мојсовски. Пази, слушај. Наумче Мојсовски. Негова замена беше еден дечко, ова престана да игра, талентиран доста, Арнудов од Богданци. И како алтернација на среден бек уште беше и Кузмановски. Кој звони? Моја звони, не е битно. Ќе го најдам сега. Кузмановски, внукат. Внук ми. Андреј. Да се јавам? Да, внуците имаат предност. Ало, деде? Кажи, деде. Многу добро. А? Ја денеска од 6, Многу е битна ова состава. а вие од колку имате тренинг Кои се вие? репрезентативци и кога ќе го направат неголемиот? Аха, од Колку 8 време. Од 8. И после паралело со 2017. Имам еден состанок, ќе ти се јавам податна. Не ви го променија тренингот, имаш од 8, така? Добро. Значи ти имаш тренинг од 8, така да ќе ти се јавам и ќе ти кажам. Ќе се видиме, во секој случај. Добро? Ајде, чао. Тренери и ону пролет 9 години. Пролет нему Вардар да тренира. Да. Левбек? Да повторам. Темелков со Лазе Мајнов. Десен бек Кирил Лазаров со Владко Митков. На среден Наумче Мојсовски со Арнудов и Горан Кузмановски таста. Играше во Романија, сега е тренер на Скопје. Си го пратиме него, да. Овакво. На леви бек игра Јоновски, Ацо, напад и повеќе минутажи имаше Мите Стоилов. Од Богдан. Уште игра? Уште игра. На лево крило играше Горијан Анастасовски, што во задња секунда не однесе на европско првенство со Цепелинот, и негов као замена му беше Никола Тасецки, долго години играше за Вардар, лево крило, па уресен и се проба малце како тренер, ама еве во ресен гледаме каде. Голман беше Борко Ристовски и Ице Соколовски, сега што е помошник. Пикери немавме избор голем на пикери, играше од Кавадарци Мојсие Плетварски. Ние имавме еден поквалитетен пикер, може би ќе бевме и многу подобро пласирани. Ова е 2000. 2002 кој имаше некоја засилување плюс 2002? 2002 Костурот остана со Борко Ристевски, Мите Стоилов, Горан Кузмановски, таста и Филип Миркуловски, тоа се појави. Во тие 2 години се појавува Миркуловски. Ја и ти што збориме јадрото на македонскиот ракомет у наредните 20 години. Вчера. Да.
Да, до вчера. До вчера? Што би се рекло? До вчера. И До сега- вчера. и сега- Кај што игра до вчера и Лазаров, и И Миркуловски, Миркуловски, и Наумче Борко, Бојсовски, и и Борко Наумче, Еве и Јацо Јоновски. Не И само Јацо што игра, Јоновски. носители Него беа. беа клучни. носители беа. Како бе дојде ти ги Ние да направи? имавме пикер во тоа време како што е сега, да речеме еден Стоилов. Па ние можеби ќе освоевме медал и во Атина, а можеби и во Полска. Затоа што и во Полска немавме пикер. Во Полска 4-то место. Немавме пикер, а костурот беше Мите Стоилов, Миркуловски, тогаш се појави како еден срчан борец и квалитетно дете, у смисол и ракометно и разумно се разумно. и интелектуално. Интелигентно, Да. И таста. На лево крило играше Димковски од Куманово, доскоро беше и тренер на Куманово. Дел од кариера помини 90% имаат кариера од тие. Луксембург, играше тамо и на десно крило играше Арнаудов, кој што беше добро десно крило, дури и на времето 2 до 3 години помини во Вардар. Онаа време, дури кога беше и Војовиќ, го беше тука некаде Тука во се. во Вардар. Немавме пикер, играше Саше Димовски од Пелистер, лош квалитет на пикер, и клупата ни беше малце по-тънка. Гоце Јовчевски беше од Прилеп, потоа играше за Косово малку, Кокољ исто од Прилеп, Филип Лазаров се појави како рекометар. Ова се која генерација веќе? 82-та. И втора. И втора. Да, 2002, 20 години. И втора. За жал, не успеавме. Таму повторно бевме во група со Чешка, Данска, Португал, Па исти. Хрватска, ние и една послаба репрезентација, 6 репрезентација, а и ние. 5 и ние као 6. Ги победивме Данска, ги победивме Чешка, тогаш исто играше Јиха за Чешка. Овакво. Пациент. Да. Затоа што он на 17 години заигра И губиме од Југославија. И Така, во полуфинале? освоивме, изгубивме од нерешено игравме со Србија, изгубивме од Хрватска. А од Хрватска. Освоивме второ место у група. Второ место у група, а сакавме да бидеме први да избегнеме Полска. Полска, да. Ако Да, Полска у полуфинале, а и ако Србија бевме и први, Југославија за бронза. игравме со Словенија. А ние завршивме како втори, игравме со Полска, а Словенија и Србија игра полуфинале. Ако кажам влакно, Или не тоа. многу е влакно. Пенал промашуваат на нерешено пенал промашуваат за финале. И така и книгата од Емил Две шанси. Пенал за финале. Две шанси, ја може да кажам и 3 шанси пропуштивме. Во регуларно Може време. тренерот бил слаб тогаш. Да. Може тренерот слабо ги водел. Да, баш на крај изгрешил. Во регуларно време, некаде минута до крај, нерешено, ние имаме напад. Остануваат уште 20 секунди, пенал за нас. 20 секунди. На нерешено. Имаме играч повеќе на нерешено. Малце е книга, ова филм треба. Монтевидео. Монтевидео. Тој што направи пенал го брка 2 минути, имаме пенал, а има уште 20 секунди до крај. Кузмановски го реализира тој пенал. Поведуваме една разлика, Полски иде у напад, со играш помоци. И се створи една ситуација, Мите Стоилов закасни, ние излеговме малце понапред, топка доаѓа до пикер, овој се врти, Мите Стоилов му прави пенал. 5 секунди пред крај, пенал за Полска. Ајде, викам сега, Борко. До тебе дојде. До тебе дојде да решаш, кој што реши една ситуација во Португалија. Последно угоден. Полјаците го даваат гол, 5 секунди. заврши е нерешено. И се игра продолжеток. Они даваат гол, ние даваме гол, они даваат гол, ние даваме гол. Игра некој име за Полска од овие познати?
Белицки играше. Белецки. Белицки. Уште имаше очи тоа. Ткачи, играчи кои што Беа носители бас. носители на полска репутација. Долги време. Понатака, долги времења. До вчера, Иван. И да ја довршам Утакмицава. утакмицава, нерешено. Гол за гол. Ние во напад, 10 секунди до крај, 5 секунди, влезе Миркуловски, пенал му прави Миркуловски, 3 секунди до крај, да изведеме пенал и да играме финале. А пред нас играа Србија и Словенија, после два продолжетка, Леле. Словенија победи оти до финал. До финал. И викаме ние да го дајме пеналот со Словенија, па што буде нешто. Злато Некаде после. Злато. И, да, сребро у джеп. И, нормално, предходно имаше Кузмановски. 10 Пет, од 10. пет, пример. да, Така? и нормално го шутираше он. Шутира, не ми живе. Го промаши. Добро. 5 минути пауза, Уште не е ништо. Играме. Не, си играте уште 2 пати 5 минути. Овакво, продолжеци. Малце сме психолошки овакво. Раздрмани. Раздрмани. Ги имаме, викам, Кој беше лидер на таа екипа тогаш, од играчите? тогаш беше Кузмановски. Кузмановски. Да, он беше лидер, он беше... Секогаш така е теретот паѓа Он на лидерот. он беше капитен и лидер беше Кузмановски. Он е таков тип, таков карактер што еве, ја кога бев у работник Еврофарм го донесов од Романија, од Ортеа, и во Битола стана лидер. Има За кратко време. Сега со да снимаме и за Битола. За кратко време стана лидер на таа екипа. И за За Струга. За таа И кратка е за да Струга. ја довршим утакмица. Втор продолжеток се игра. Исто играме гол за гол. Имаме напад. Некако се поклопија сите три решавачки моменти на крај Нашите. 5 секунди пред крај. Пољаците водеа една разлика. Ние имаме напад. Пак за За да изедначување. изедначи. Сега за изедначување. Да. И повторно И пак пенал. И повторно пенал 3 секунди пред крај за изедначување. Тогаш имавме пенал за победа, сега имаме пенал за пенали. за За да невеќе. шутираме пенали. Па што биде, нека биде. И може би и јас грешив. Повторно му го дава пенал да го шутира Кузмановски. И повторно го промаши. Тоа е притисок. Пази, тие се 20 годишни играчи тогаш. Да. Така. И Он е лидер, не промашувал, самоуверен, селекторот му верува. да, да. Браво, се дигува една група. Некако така се поклопи работа. Тој момент имаше Така некој треба да нешто биде. прекид, овакво, кој да го изведе, ја ги собрав играчиве и се мислам сега кој да го изведе пенал. У прв момент не бев одма решен него да му го дам. И вака викам, ги погледнав сите и Кузмановски ми климне со глава, Спремен. као дај ми го мене. Така е. Ајде към Кузмановски, ти шутираш повторно. И повторно го промаши. Тоа е тие. Се историја. Тоа е една секунда до медал. И сега До што се медал. случува? Поминуваат 15 години до следниот младински блесок на Македонија. 15 години во младинскиот ракомет скоро и да не постоиме, негде немаме ни селекција некојаш, не поминуваме ни бараш, Не. тоаш не ни постоја овие без шампионати, значи те нема некако. И доаѓаме, оп, 2017 година, оп, Пак Две- Македонија. 2016. 16-та, пак Иле Темелковски селектор на Тоа се младиве. вика па Македонија на И сега дање та- на е, сега таа првенство. репрезентација- Кој е селектор пак? Ај Да. поведе. Иле Темелковски, сега таа репрезентација јас имам на список. Некако станав као специјалист Као за специјалиста, младинска да. За него, селекција. сега да него мача Миле. Ева, тај јас ќе ја прочитам сега. Милан Лазаревски Пикер игра во Вардар на поширок ростер на Македонија. Димитар Димитриевски игра во Шпанија на поширок ростер на Македонија. Томислав Јагориновски игра во Вардар прв состав. Марко Невоски ќе беше сигурно секаде Да. на списоци да не му беа поброите. Марио Танковски, среден бек од Пелистер, на По време. поширок
список на репрезентација. На репрезентација дури настапуваше еднаш-два пати беше. Мартин Велковски, истата приказна со тоа што он е повреден. Мице Шилегов игра сега за Голден Арт поради неговиот специфичен карактер, можеби Тачно. не е во репрезентација, инаку можеби и би бил. Би бил одлично крило. Така. Значи јас со кого да сум разговарал од тренерите кај што Само работеле до со неговиот него, карактер. само до карактер. Мице Гордос Бутелска, кој даваше голови. Дарио Петровски игра во Италија, Да. го нема на список, можеби треба да се размисли. Филип Талевски, точка. Никола Даниловски е починатиот голман. Да. Значи, он беше активен, Бог да прости. Филип Кузмановски, фитилјот, Горан Крстевски, Да, игра во Романија. играше во репрезентација во неколку Репрезентација наврати. поширок список е. Поширок список е се уште Секако. Иван Џонов, Игра. игра, Давор сега Палевски, во Ковид. и за Игра. него неколку пати сме нотирале дека И можеби оне треба како Шилегов со чуден така. карактер, а Инаку, иначе страшно крило. во неколку сезони најдобар стрелец на Суперлига. Да. Филип Арсеновски, малце Пелистер. можеби назаду, ама пак е тука некаде Во Пелистер. во Пелистер 2 во фокусот. Тогаш еден од подобрите стрелци. Дали сега ја формулата се 2001 2001 забори. скокнав некој? Томовски. Изгледа го скокнав при читањето. Или може би го нема на Само списокот. Даниловски. Само Даниловски. Да, И Томовски сега прв голман на Вардар. и на Македонија. И на Македонија. Практично, да, така. Двоец. Да. Така, значи Селекција невидена. селекција невидена, ова подобра селекција по имиња од 2002. И И по ширина. Тачно. Еве ти дека се пожали тоаш немаш пикери, овде ги имаш Мечка Лазаревски и Да, Арсеновски сериозни пикери. Да. На кои што Македонија може Тачно. две прашања. Зошто 15 години немавме младинска селекција и дали у наредните 15 години оваа селекција ќе не донесе повторно на позициите како што бевме 2009, 2010, 2011? Вака, зашто не немаше толку години? Ја многу пати после 2002 тогаш беше дојде на позиција председател секретар Михајло Михајловски и Марија Начевски. Се менјаваа селектори на таа младинска. Знам, после мене ме наследи покојни Благоје Лазаров, татко на Кирил Лазаров. Затоа што Филип Лазаров созря и некои играчи околу него мислеа дека младинска селекција е многу лесно да се води и ние имаме таленти, имаме овакво и без разлика што Икич направил добри резултати со младинска селекција, и ние ќе направиме. Се обрукавме со многу селекции. Играјќи, губевме по 10 разлика. После него го ставија помошникот на тренер на Вардар Столе Петрушевски го ставија. Губевме и од Луксембург, губевме и од репрезентации кои што во минатото сме ги победувале по 15 разлика. Така да, грешка беше што раководството на РФМ тогашно време одеше одма со некој избор на и паднавме во Б категорија овако. Одеше одма на селекција младинска. Ја стално им напоменував да покрај младинска да имаме и кадетска репрезентација, затоа што тие кадети утре ќе станат младинци, а преку кадетска репрезентација ќе се калат и ќе добиваат квалитет преку турнири, првенства и така натаму. Тоа викам, правиме кула, темели немаме. Така не се прави, викам, селекција младинска, се прави од кадети па младинци па А селекција. Викам да ги запазиме сите тие скалила што еден играч треба да ги помени да стане квалитетен, а репрезентативен. Не ме послушаа тогаш и затоа репрезентација на младинска 15 години немаш ништо. Ќе кажам, тогаш дојде Лино Червар во Металург. Малце ја смени структурата на
селективност и работа во одредени категории на клубот. Металург во тоа време беше многу популарен. Сите сакаат своите деца да ги запишат во металург да тренираат ракомет. Многу масовно беше и преку масовност се добива и квалитет. Така да, преку кадети и како помали младинци израсна еден, ако се сеќаш Неловски, они го донесоа на 15-16 години од Струга. Талевски од Крушев, добро во Скопје. Да, еден Кузмановски од Битола на млади години. И ги пуштија во Вога? Играа Лига шампиона, играа. Да. И може да кажем дека Лино на некој начин направи едно задвижување во тие кадетски и младински селекции. Има евидентно колега е мој, солиден тренер кој што ги водеше тие младинци, Аца Јович. И до некаде ги убација да играат во лига, во тие исти Талевски, Неловски, Кузмановски, Шилегов, Јегориновски, Арсеновски, Милан, Димитриевски, сите тие играа во лига, дури и Суперлига. Јас знам кој бев тренер на МРК Вардар, игратме против нив. Јас знам кој бев Иво Пролет, игратме против нив, дури и Мостапив место, ние бевме сигурно пласирани во Европа, а они како пети, Јович ме замоли, молим те, малце помеко, дај ни шанса да може да изиграме и да освоиме тоа пето место. И ја не совлеков неколку првотимци, не победија Металург со Неловски, Талевски, Кузмановски и игра дури и челич куп на Европа. Сакам да кажам, сега, таа генерација, која што пак ќе се кажам, костурот на резултација од Атина, дополната со репетици од Полска. Сегашниве играчи, тогаш беше Серафимовски, во Металург се вртеше, дали горе или доле, помалку или повеќе, овако. А репутација се заснива на тие некои кадетски, младински, па селекции кои што го поминуваат оној филтер на... Што го изоделе патот. Го изоделе патот. Браво, токму така. Меѓутоа, една друга работа. Таа генерација, преку квалификации во Босна, избори пласман да игра на Европско првенство во Данска. Ги водеа Јович и Лино Чернов. Тука нешто се сгреши. Нешто се случи, да. Тука нешто се сгреши. Неспорно дека можеби се утна во тој тактички дел, водење на репутација и сама игра на превари, кај што, да не се фалам, тука сум ја најак во тој тактичкиот дел. Овакво, у момент да смениш одбрана, у момент да ротираш играчи, у момент да воведеш нешто ново во нападот, кај што ќе полесно реализираш и ќе даде резултат. Со Пролет ја гледавме заедно трибини, он ми кажува сега што, и вика касни, 2 напада. Мене тоа ми го признал сам Војович, еве ќе кажам овако, мајсторе, па ти знаеш шта, пошто сме коментирале многу над превер, бевме и заедно на Европско првенство у Ниш, и ја му кажам некој работа, ја мајсторе, па ти знаеш колку знаш рукомет, па ти ови из немашки лиге, из Бундеслиге, па могу вода да те носе. Мој не претерује. И чекај сега, доаѓаме сега до овој момент, дека овој костурот што сега е на Македонија е, да речеме, 70-80% таа генерација 2017, и ако одиме по аналогија од првото твое работење со младите и успеси, дека ќе ни требаат најмалку 7 до 9 години. Да. Значи од 2017 7 до 9 години се 24-та
Сега. 26-та. Тоа 26-та. значи дека за 1-2-3 години ние треба да почнеме да За ги медаља да собираме играме резултатите. Ти делува ли така оваа Македонија сега? Еве така некако да го завршиме со една прогноза разговорот, а имаме за серијал да снимиме Да, с тебе. да, кој и- приказваш. има- Да. и- Ај вака сега има- полека има- да го завршиме. Една твоја прогноза, диагноза. Не прогноза. Една твоја диагноза моментална на сениорската репрезентација, не ги чекаме младинските, пошто видовме и таму малце И што тргна не чека работата. за 2-3 години. Да. Една мала диагноза на сениорската репрезентација, пошто пола играчи биле твои играчи. Ти знаеш. И една твоја терапија како у наредниве 2-3 години да ни се повтори Да се врати. историјата. Вака. Евидентно дека почнеме многу поголемо внимание да обрнуваме на овие помлади селекции, за разлика од порано. Со самото тоа добивме доста одржуваме кадетски првенства, младински првенства, лиги, ако ништо повеќе, 10, 20, 30% се крива квалитетот за понатака. Тоа ќе донесе резултати понатака. Тоа што рекомендот ќе се игра уште многу години. А веќе стегнавме едно име и еден имидж во европскиот и светскиот ракомет. Сега што направивме кикс, тоа е евидентно, и Шведска ја немаше 2-3 години, 4 години и некои други земји кај што оставија простор да некои селекции као младинци малце повише созреат и дека убедени беа дека тие со таква работа и таков третман ќе повторно вратат бидат, Шведска. ќе вратат Шведска, Така што и испадна. така испадна. Сега, тоа може се случи и кај нас. Ако продолжиме, ја ќе кажам, со вакво темпо, да ги развиваме клубоите и да обрнуваме внимание преку тие кадетски младински селекции. Уште една работа. Имаме еден нов субјект ракометен, тоа е Алкалуит, кој што стартуваше преамбициозно. Собра многу играчи и за кратко време влезе во Суперлига и даде доста репрезентативци, тоа поврзано со Кирил Лазаров, може би е и може би не. Со оглед на тоа дека не успеавме на ова светско првенство, сега у јавност се збори дека ете го, Кире дека е тренер, ги форсира играчите од Алкалуит. Може би до некаде и имаат право. Он остави некои играчи намерно, согледувајќи, не согледувајќи, кој што можеше, ако ништо друго, да ја, по моје мислење, ја ојача таа одбрана кај што евидентно беше многу слаба. И сега на едно прашање на телевизија која бев за време на светско првенство, дали може повторно да се врати она што беше во Металург, кај што грото репетиција беа од Клуб репрезентација. Клуб репрезентација. Ја викам дека може, али може тоа само дека пазите, за тоа што Пелистер е една сериозна екипа и сериозни спонзори има, али многу со сврмнена странци. Така да, таму може Тако беше и Вардар. може да се годините. дополни репрезентација еден, 20, максимум тројци играчи од Пелистер. Еден Вардар не може, Смени стратегијата сега, да. стратегија е друга, Присутно. кај што може да даде 2, 3, па и 4 репрезентативци. Тоа е веќе 7-8 играчи од други клуби. Не гледам играчи во останативе клубови, кој што е Тиквеш, кој што е Бутел, кој што е Пролет, понатака, да даваат, може би ќе излезе еден, а може и ни еден, ако Алкалуит со македонски играчи остане на оваа стратегија што ја има, да не го пумпа балонот премногу за тоа што да не дојде у ситуација
дека пукнат малце. кога пумпаш многу, некаде може да се појави потенко, некаде подебело. Овакво и баш таму кај што е потенко може да се скине. пукне и да доеме до некоја ситуација, еве стваравме, ама ништо од тоа. Кај што алкалоид би дал можеби 10 репрезентативци. И собирајќи ги страна овие 7, 8, 10 од другиве клубови, Пред два Вардар тројца, и Пелис. И еден странец. по двајца, тројца, четворица, би можеле во догледно време, она што го викаш ти, за наредни 2, не ќе речам 2, али 3, 4 години, да имаме една репрезентација која што нема да прави некои бум резултати, него да се вратиме онамо кај што сме биле Да се со вратиме години во топ меѓу 10, први да речем. 10 репрезентации на европско и на Што би светско, било- на европско и на светско првенство. А ако годиме тој пат така, затоа што евидентно, ја и на телевизија реков, не сум за сечење глави, ќе се вратим уште 10 години назад. Ако го тргнеме Живко, ако го тргнеме Киро, што ќе правиме? Немаме други решенија, него да бидеме малце стрпливи, да алкалоид се крене со македонски играчи, се оди на тоа не стар метал алкалоид, не со да носи играчи кои што го донесоа Трајковски, али изнудено за да влезат у Суперлига. И да пренесе искуство, таму имаат доста млади голмани. Со играчи што ги има од 18 па до 27-8 години, ако има 27-8, за наредни 3-4 години тој ќе биде играчки 30-31 година, што ако ја земеш, да почнеме со Хрватска, Кири имаше 29 години. 29 години. Збориме за 2009. 2009. Така, нас не е тоа почетокот. Да, почетокот, а Кири имаше 29 години. 2012 Кири имаше 32 години. Прашање, например, ние кога сме играле квалификации 2007 година, како сме поминале, Кири имал 27 години, зрел бил. Да. Замисли на европско првенство колку имал Кире у Ниш, кога бевме пети. Да. 32 години. 32 години. Ете е математиката. Така. Така да, за оној период што го викаме 3, 4 и 5 години, ние можеме да се вратиме во топ 10 репрезентации и на европско и на светско првенство. Тоа е моје видуење овака. Значи за 4 години те бараме пак да ни бидеш гостини да видиме. Значи толку ни оди муабетот. И ќе заостиш на тренинг, не за до 10 до 6. Ако ја му реком на Лебанов дека може да закасне. Почна да разбера. Ај малце на крај за пролет кажи. Еден брз брифинг, ги продававте најдобрите играчи, земавте нешто пари, до сега тоа е интересно за пролет, не знам дали се случувало. И сега децава, а тие деца неколку па играа во овака детска репрезентација. Така, пак тука има нешто смешно, нели? Ние ствараме како клуб и секогаш сме стварале. Многу репрезентативци дал пролет, многу тренери селектори дал пролет. Пролет бил расадник на кој што ќе земеме на Струга. Струга, нема бегање од Струга. Не сме клуб кој што можеме да дозволиме да купуваме играчи од надвор и да... Иако не би било странно да имате по некој искусен играч. Да, така. Добро, сепак да го задржиме тој имидж сериозна екипа. За да има години да се бориме и за Европа и за висок пласман. Тоа ни било целта. Да не речам, знак на модите, да не се плашат екипи кои што се Вардар, Пелистер и така натаму. Сега ова што се деси во пролет, се деси намерно. Намерно. Од која причина? Од причина што еден Джонов и Аларов поминаа во клуб 12 години. Тоа не е мал период. Малци се заситуваат од средината, сега реално. И рековме, им се укажало шанса да земат поголеми плати и да бидат поблиску и да бидат
во тој Па репрезентативен заслужуваат. рестор Да. што го имаат. У моментов е чекор напред у кариера. Чекор напред е реално. Томи Јегориновски го дававме во Вардар, затоа што он имаше договор исто до мај оваа година и секако најавуваше дека една година ќе подиме во пролет и ќе побара некоја екипа со европски амбиции, дали ќе биде тоа странска или домашна екипа, тоа не се произнесе, али ни се укажа шанса да ги даеме тие играчи, свесно да се откажеме од Европа, затоа што со тие играчи сигурно ќе бевме ќе се Во борба за тоа трето место, трето место така? со Алкалуит И заедно. Може, не го спомнам. Ние имаме и добар и ни јак ни слаб буџет на клуб. Малце може се истанчивме така стојат работиве. Земавме обештетување што до сега во пролет не било. Така е, реално. Мислам дека Ама така кога го ќе поставиш кажам- системот ќе работи, они сега Народно. тие сега што ги земаа децава што потпишаа Да. тројцата се репрезентативци, кадетски. Да. Така, Денковски, Тотич и како беше третиот? Стојановски? Јовановски, да не го сгрешам, да не се научам. Томи, Андреј и Тотич. Тројца играчи. Динковски MVP што беше прогласен На кадетското. На кадетското. Што не било пракса до тогаш да земе пролет обештетување за некои И играчи. сега потпишува договор на 4 години за 2 години ги продава на Вардар Пелистер И- или Киелца, например. И ја реков дека со одењето нивно се откажуваме од Европа, го зголемуваме буџетот, ќе се ослониме и ќе им даеме шанса повеќе на овие помлади играчи, талентирани играчи, кои што на некој начин во таа кадетска корупција Тоа се може да докажа. е бизнис план, па И ќе ќе ги ги направиш има, овие, да, па ќе ги ама и продадеш. мотивираш ќе ги деца, имаме, а ќе за ги да имаме ги мотивираш. 14 утакмици се играат во плейоф, Ова е стратешки потек. кај што младиве ќе созреат, многу повеќе ќе добијат и искуство и за наредно првенство Ќе ги имаш многу играчи Или сила квалитетни. као твоја, ако сакаш за Европа, или пак Или пак као продај. за продажба, за пари. Тоа беше Грубо тоа звучи, беше ама тоа е. политиката на клубот и затоа што секако ќе ни одеа они. Ако не сега, ќе ни одеа у мај, у јуни. И сега последно прашање. Типувај кој ќе биде шампион на Македонија оваа година. Или ја мислев ова зад камери да Не, А се еве макар фубава. ја сепак мислам дека повторно ќе биде Вардар. И освојаче на куп и на шампион на Македонија. Тој бренд и тоа искуство и тие играчи Сега се заселиме околу Вардар. што ги имаат, поготово сега во пролетниот дел, веќе и еден тренер како Недановски се најде, веќе го прифатија по мое, ќе одигра до крај, а гледајќи го Пелистер, не гледам дека нешто ќе подобри во однос на Многу се мачи Пелистер. на квалитет и игра. Сите се сповреди, ќе ги гледаме утре играат Евролига играат и у ќе Данска, видиме да у Данска што не покажуваат некоја бар по мене дека личат на некоја екипа со потрошени толку пари и странци. Значи грешка е некаде во изборот, во селекцијата. во селекцијата, некој тоа што го прави, не го прави на еден, ќе кажам, квалитетен начин. Благодарам многу, секогаш ми е Многу фала. многу задоволство и секогаш долго ни трае разговорот за раковет. Можеме да се вајле. Можеме да се Пази, вајле. ја да бидам искрен. Ја не можам со секого вака му да. Одмила ли кажам? Сите така ни викаат да знаеш. Не знам не, зашто. ја оде сотењам дека можам. Ова што збориш на телефон оди у емисија, ние не сечеме. Нема, гајле, ја не се плашам од ништо. Ја зборам. Чекај се. Ја Чекај, зборам го мислам и што сум го поминал. Ајде што, на кратко, брзо. А од полиција дали се плашиш? Имаше една случка. А? Имаше.
Јас на брзина ќе ја кажам. Имаш Брза на тренинг, а кај Саем гужва, полиција. И тој сака да помине побрзо, полицајците го апсија. Толку. Да. Поздрав. Да.